Доколку од некоја причина не сте во можност сами да го платите данокот, тоа може да го стори и друго лице во ваше име и за ваша сметка. Но за да уплатата биде уредна, потребно е да го промените носителот на налогот со личните податоци на лицето кое сака да плати во ваше име и за ваша сметка. За да го промените налогот, најавете се во вашиот кориснички профил на системот на е-даночни услуги. Кликнете на копчето ПДД. Кликнете на стрелката која се наоѓа веднаш до логото на Управата за јавни приходи во горниот лев агол од екранот. Одберете го менито за аконтативна пресметка и одберете го под менито за плаќање од трето лице. Со избор на оваа опција се отвара екран со полиња каде што треба да го внесете фолиобројот од налогот по аконтативната пресметка или фолиобројот од налогот по годишната даночна пријава. Внесете го фолиобројот. Внесете го даночниот идентификационен број на лицето кое треба да изврши плаќање во ваше име. Кликнете на копчето Повлечи налог. Потврдете дека лицето ќе го плати данокот во ваше име. Откако ќе го промените налогодавачот, вратете се во аконтативната пресметка за да го преземете налогот кој сте го промениле. Испечатете го и дајте му го на лицето кој ќе плати данок во ваше име. Во случај да сте промениле налогодавач за плаќање на налогот по годишната даночна пријава и лицето кој ќе го плати данокот во ваше име и за ваша сметка има намера да го стори тоа на шалтер во банка, потребно е точно да го препише налогот од годишната даночна пријава. Но овој пат со своите лични податоци во полињата за налогодавач и даночен идентификационен број. Доколку лицето има намера да го реализира налогот преку електронско банкарство, доволно е да му испратите фолиоброј за да го внесе во образецот за налогот ПП53 во апликацијата за електронско банкарство.